Војкот сме на сезонскиот грип, тука се присутни настинките и вирусите. Овој зимски период некако сите бараме некој природен, народен лек за тоа како да се заштитиме. Солената соба е една голема придобивка за овој зимски период и дефинитивно со право може да кажеме дека сите оние кои што знаат, кои што ги посетиле солените соби го почувствувале бенефитот од истите. Ова утро ве поздравуваме од солената соба Солеја, која што се наоѓа во скопската населба Лисиче, и повеќе за сите придобивки од солената соба ќе разговарам со Марија Билјановска Илиоска. Ќе ви посакам, Марија, добро и убаво утро. Како дојдовте вие до идејата да отворите солена соба? Ви благодарам многу. Значи, за идејата за солена соба истражував на едно 3 години. Причината беше честите настинки на киркичката, со кои што често завршувавме по болници. Така солената соба првично ние ја направивме за нас, тука. Почнавме да ја користиме и забележавме дека генералното општо здравје наше на сите домашни почна да се поправа. Така да малце позаборавивме на настинките, се опуштивме и решивме да го комерцијализираме. Тука при конкретно при реализацијата на самата идеја ми помогна една моја пријателка исто, Валентина, она е од Виница и тие беа тука, ја користеа солената соба и самите почувствуваа колкав е бенефитот и колку се опушта во самата соба. Да, сите оние кои што еднаш барем направиле третман во солена соба, почувствувале придобивка, нели? Но кои се придобивките кои што се добиваат од користењето на солената соба? Солената соба има широки придобивки, значи на неколку полиња на здравјето, значи за општото здравје. Првичните придобивки се по однос на респираторното здравје, како што вие кажавте, во овој период на настинки, грипови и други некои такви вирусчиња кои што ги покосуваат нашиве дечиња, не само децата и возрастните. Солената соба помага на различни начини. Значи, прво за респираторното здравје на горниот и долниот респираторен тракт, значи за подобрување на дишењето, подобрување на имунитетот, на целиот имун систем, со тоа што се подобрува целото функционирање и полесно се бориме со тие болести. Значи, кога се користи солена соба, не може да кажеме дека децата или возрастните нема да се разболуваат. Поентата е за подобрување на имунитетот и тие болести да се поминуваат многу полесно, да кажеме од на нога. Например, од практичното искуство кое што тука сме го имале, например, ако температурите траеле 5 дена, сега траат 3-2 дена, се поминува со час, час и половина, дечињата се весели, возрастните полесно се справуваат со тие болести. Значи, кога збориме за респираторно здравје, тука има многу состојби кои што се покриваат со солената соба. Значи, се работи и за акутни, и за хронични, значи не само за грипот и настинките и вирусите, него тука може да зборуваме и за астма, пулмонарни болести кои што во последно време се се поактуелни, имаме и такви корисници кои што многу им помага за подобрување на квалитетот на животот. Вториот домен е здравјето на кожата. Значи, здравјето на кожата, реално тука се мисли на псоријаза, атопичен дерматит, понатаму некои други состојби кои што влијаат исто така на квалитетот на животот, најчесто кај младите, сега тинејџери, акните. Има многу големи бенефити, значи со користењето на солената соба. И понатаму имаме загадувањето. Значи, солената соба е еден од најефикасните начини при прочистувањето на организмот од ова загадување кое што ние секојдневно околу нас и го дишиме.
заради тоа што кога дишиме од чистичките од сува аеросол, тие се однесуваат како четкички во бронхиите, значи сите нечистоти, исто така што се собира, сето тоа се чисти од организмот и се подобрува функцијата на дишењето. Дури и спортисти кои што доаѓале, мислам тоа е забележано и во литература која што сега многу се развива, кажуваат дека им се зголемува капацитетот на белите дробови. Тука е од големо значење тоа, бидејќи сите изведби во организмот се подобруваат и се подобрува целокупното функционирање. Споменавме дека помага, нели, за полесно поминување на настинките и вирусите, но во кој период треба да дојдеме? Дали треба континуирано да користиме солената соба или пак откако ќе се разболиме исто така може да се користи или тогаш веќе е предоцна? Предоцна никогаш не е, меѓутоа се почнува први кај нас дека први треба да човек да се разболи, да има некои последици, потоа да размисли, чекај да видам кои други природни начини ги имаме за да ја решиме оваа состојба. Работата со солената соба е што е 100% природен начин, за разлика од антибиотиците, кои што понатаму предизвикуваат многу голем број на проблеми и последици, значи долгорочно на организмот. Меѓутоа, кога се работи за антибиотици или други лекарства, ние се викаме ова е решение сега моментално и потоа сме здрави. Значи, она што секој човек треба да го знае, дека треба да се води, да кажеме на некој начин, хигиена на организмот. Значи, не збориме дека се работи на општа лична хигиена, ние што имаме секојдневно, меѓутоа, здравието однатре се рефлектира на здравието однадвор. Значи, тоа се однесува на голем број на состојби. Затоа, од таа причина, значи, најубаво е во случај кога има хронични болести, значи хронична астма, бронхопневмонија претходно имало или акутни во моментот кој што се да речам, кои што му се случуваат на организмот, значи има начин како тоа да биде најефикасно. Родителите најчесто, значи пошто имаме многу млади родители, мислат дека е инстант решение, не е, исто како и антибиотиците му треба време, значи на природата и треба време. И не дека нешто може да се реши од еден третман. Најчесто се почнува со еден третман, меѓутоа за секоја состојба во организмот која што се има одреден број на третмани кои што понатаму индивидуално се прилагодуваат за лицето кое што ги користи. Значи, првите ефекти од солената соба се гледаат после третиот третман. Значи, подобрување кое што може да се спореди во однос на претходната состојба. Има луѓе кои што многу брзо реагираат на терапијата со сол, има луѓе кои што се многу посензитивни, им треба помала концентрација на сол, значи им треба повеќе време, меѓутоа позитивните резултати секогаш доаѓаат и се видливи, опипливи и тие повторно се враќаат. Терапијата во солена соба може да се користи секој ден. Тоа е идеално, да кажеме, кога има одредена состојба. Меѓутоа, денешните обврски и темпото со кое што живееме, тоа не го дозволува. Всушност, како може да се организира еден ефикасен пакет од третмани, да кажеме, за да има најголеми позитивни ефекти. Тоа би било првите третмани да бидат поблиску што е можно, значи ако може секој ден, или на 2 дена разлика. Зошто? Заради тоа што тогаш се врши она најинтензивно чистење на организмот и на респираторниот систем. И тогаш, кога тоа ќе се направи, се полека почнува да се функционира и да се враќа во првобитната оптимална состојба, а потоа све друго значи дека дишните патишта заздравуваат, значи чистењето продолжува и резултатите ќе се видат. Значи бројот на третмани негде да речеме за просек се околу 10, зависно од состојбата може да бидат повеќе или помалку. За имунитет дечињата искуството сега покажало дека негде 6-7, негде и до кај 8 третмани луѓето се задоволни. Има пакети, значи за она целосен ефект што би рекле,
се доволно 10 третмани. 10 третмани би значило дека едно покривање, да речеме за следните 3, 4, 5 месеци, додека помина оваа сезона на вируси на грибови, за понатаму, кога ќе дојде веќе пролетта, луѓето си планираат летен одмор и така циклусот продолжува. Најефикасно е да се почне малку пред таа сезона на настинки, значи веќе кога уште не патила настинката или вирусот, заради тоа што на тој начин веќе ќе можеме полесно да се справиме со тие состојби. Има родители кои викаат: не ми се верува, моето дете 2 месеци во градинка, јас не отсуствувам од работа. Отсуствувањето од работа е навистина вистински голем проблем. Во денешно време, ние сме во некоја трка за времето и ги запоставуваме овие некои начини кои што можат да ни бидат од помош за да си го подобриме здравието. За разлика од класичните лекарства, солената соба нема контраиндикации, некои кои што може да се предизвика. Она што би можело да се издвојува како такво е после користењето на солената соба може да има благо подкашлување, да се осеќа суво грло или некоја напнатост, меѓутоа тоа до другиот ден максимум поминува. Значи све што трае подолго е резултат дали од претходна состојба или во моментот некој вирусче кое што почнало 3-4 дена, па случајно така се поклопило и дава такви некои, да речам, симптоми кои што понекогаш родителите се прашуваат дали можеби тоа би почнало во солена соба. Всушност најголемата грижа на родителите е колку е тоа безбедно. Исто и пензионерите, тоа се прашуваат. Заради тоа што навистина е голема одговорност да го довериш своето здравје и на најмилите, нели на некој, посебно на вакви третмани кои што се тука како новина, значи се поинтензивни овие неколку години, меѓутоа ова е практика која што во светот многу долго се користи и дава резултати. Солената соба, например, тоа е тоа што може како резултат да се издвои, за разлика од, например, кога се примаат кортикостероиди за кожа, за дишење или за други работи кои што па долгорочно можат да предизвикаат други проблеми, например кај екземите, танчење на кожата, што е понатаму хормонални дисбаланси и слични некои работи кои што понатаму се прашуваме, ќе си кажеме, можеби не требаше, меѓутоа во моментот ни се чинело дека би било тоа нешто така и би било идно. Но она што го препорачуваме кога веќе некој има проблеми со респираторно или друго здравје без оглед, ако има почнато медицинска некоја терапија, таа терапија не се прекинува. Значи, ова е природен начин кој нема да смета на терапијата, меѓутоа не смее да се смета дека е замена на таа препорака и секогаш мора да се следат препораките и на лекарите. Лекарите во денешно време се многу убаво запознати со халотерапијата, со бенефитите, значи они препорачуваат да се користи, така да полека се проширува свеста на генерално на целата популација дека навистина веќе ваквите терапии се достапни секому. Колку е максималното време кое што може да се седи во текот на денот и за возрастните и за дечињата? Според насоките за работа во солена соба, бидејќи ние работиме со халогенератор, што значи зголемена концентрација на сол, значи за кратко време добивате поголема концентрација, значи деца од 2 месеци до 14 години престојуваат во солена соба 20 минути. Тоа е заради тоа што белите дробови им имаат помал капацитет и за да се избегнат некои непријатности, бидејќи ова е сува кристална сол и понатаму да не се предизвика некоја нелагодност, кашлица, па после да се мислат родителите зошто е тоа така, значи не треба без оглед, кога би рекле, малце мислам споредбата е смешна, исто како да ти дадат антибиотик 7 дена и ти да ги испиеш сите апчиња истовремено,
тоа нема да има убав ефект, исто и со солената соба. Значи све треба да се биде соодветно, благо и да му биде пријатно на организмот. Возрастните, за разлика од дечињата, престојуваат 40 минути во солена соба, значи активно под генератор. Меѓутоа кај нас имаме и различни пакети, имаме и пакет за релаксација, значи тој пакет се однесува на сите луѓе кои што работат пред компјутери, имаат некаква анксиозност, бидејќи исто солената соба и амбиентот помага за решавање на некои такви состојби за опуштање генерално, затоа што веќе целата популација млада, да кажем, која што е работоспособна, пати од тој акутен замор. Ова е еден од начините кога веќе немаме каде да појдеме, а тука ни е близко достапно да се дојде и да се опушти човек и буквално да направи една, да кажеме, медитација и да се ресетира за потоа некој убав период да може да функционира. А во тие случаи кога се работи за такви пакети, значи тој пакет е околу 2 часа, се состои од 40 минути, значи активно дишење со халогенератор вклучен, а другите се релаксација. Така, убава можност како да си го поминеме квалитетно, нели, времето, да си придонесеме за своето здравје. На кои се насоките еве за сите оние прв пат кои што користат солена соба? Прво, за оние кои што користат прв пат солена соба, би рекла прво да отворат на интернет и да видат што тоа значи, да видат опипливо. Значи ние се обидуваме преку нашите интернет страни, Инстаграм, да им доловиме како би било за да не бидат изненадени, затоа што стварно очекувањата се малку страв, малце клаустрофобија, па дали детето, например, ако се со дечиња, ќе може да издржи тие 20 минути, затоа што они се нестрпливи. Меѓутоа, тука гледаме да биде интерактивно за дечиња, за возрастните да им биде пријатно, значи да не осетат во никој момент дека додека ја користат халотерапијата, дека они вршат една толку важна работа и дека нема тоа да му биде, и самата инхалација, дека нема да им биде стрес. Така да, кога се доаѓа во солена соба, значи се доаѓа во покомотна облека, така препорачуваме, затоа што тука е загреано, е негде околу 20-24 и плюс степени, за да им биде пријатно на дечињата. Значи за дечињата препорачуваме да бидат со бели или светла боја чорапчиња чисти, за да можат во солта да си играат, затоа што и на децата му е малце непријатно, како песок, како нешто ново, па го нарекуваат снегче и така го пробуваат, се осолуваат. А за возрастните имаме каљачи, значи исто препорачуваме да бидат во посветли бои, затоа што самата сол може да остане некоја флека. Така да, генерално луѓето си се придржуваат, а многу ми е мило ради тоа што свеста за здравјето е на многу високо ниво. Ние кај нас секогаш напоменуваме дека доколку детенци има температура, 3 дена после температурата не треба да користи солена соба, од причина што и самата сол дехидрира. Значи во тие моменти кога детето му треба хидратација, значи кога има температура му треба повеќе да се одмори, а после тоа секогаш стоиме на располагање во периодот, да речеме, на ојачување или рехабилитација. Да, навистина многу пријатна атмосфера. Ние ќе си станеме овде, нели, да си поуживаме. Марија, ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Давам, почитувани гледачи, ќе ве оставиме во добро расположение, секако и во добро здравје, и дојдете и посетете солената соба Солеа. Ние ќе се одјавиме од тука во оваа убава и опуштена атмосфера и ќе останеме уште малку време да се изрелаксираме.